Иднината е на младите, младите ни заменуваат, ке ги вратиме младите. Ова се трите точки на спојување на сите политички партии и нивните предизборни програми кога станува збор за младите. Само констатации, празни ветувања. Никаков напор да се разберат причините зошто заменуваат младите. Денес во Гласни идеи на овие теми ке разговараме со Александар и Марија. Здраво, дечки. Здраво. Добро дојдовте во Гласни идеи. Ака вие и двајцата студирате надвор од државата, па прво ви почнали со тоа како го направивте тој избор, само поради поквалитетно образование или постојат и други причини? Мислам дека првата причина што лично би сакала да ја изразам во врска со мојот избор да студирам надвор од тука е правото на подобро образование, каде што сметам дека многу од моите лични амбиции, но и така понатаму што ќе пораснат да се професионални амбиции, ќе можам да ги развијам надвор од тука, ќе имам достап кон интернационално признаена диплома, ќе можам да напредувам во компании што имаат достап кон целиот свет, ќе сум во околина со цело време различни луѓе и ќе имам поголема динамичност во мојот личен живот и без разлика од тоа ќе можам да се осетам дека мојата кариера понатаму вистински ќе ме исполни, напротив тоа што сега кариерата значи да влеземе во некоја индустрија само за да направиме да земаме голема плата или да направиме многу пари, бидејќи мислам дека во Македонија тоа е нештото што го гледам низ на многу млади луѓе да има амбиција, не да се вистински исполнети, туку само да влезат во некоја индустрија и да направат многу пари. Што јас не сметам дека тоа лично мене би ме исполнило, но разбирам зошто младите тука во Македонија стигнуваат до тој заклучок, бидејќи ние сме соочени со институции како нашите универзитети што не сакаат да ги променат своите програми. Не само универзитетите, и средните школа, и основните школа, и едноставно нашето образование стагнира и мислам дека и многу постари луѓе што се 30 години над може да се соочат со тоа и да ги признаат моите размислувања дека се точни, дека не е некоја измишлица што го кажувам ова и што истото тоа го осеќам. И мислам дека тој аргумент на младите само си бегаат, не знаеме што да правиме. Знаеме што да правиме, треба да го вистински смениме образованието, да дозволиме на повеќе луѓе да се образуваат, не само тоа, туку и руралните населби, на градовите надвор од Скопје, да може вистински да се истакнат со нивното образование. Јас пораснав и живеам во Скопје цел живот, мислам, ама кога ќе слушнам како луѓе од другите градови се образовани, како они немаат достап кон културни идеи, социјални настани, свирки за млади луѓе, како во некои градови дури немаат кина, немаат театри, мене тоа ми е жал. Како можеме ние да викаме дека младите сакаат да останат тука и младите се разбира дека бегаат кога ние немаме никакви социјални права и никакви аспекти за социјален развој во Македонија и понатаму сето тоа пораснува во професионални амбиции и факултети, сето тоа понатаму што после награди за луѓе. Точно, да. Значи пред се не се задоволна и од образовниот систем, па потоа од останатите. Па да, бидејќи образованието вистински ни влијае многу. Ние почнуваме од основно од 7-8 годинки и продолжуваме понатаму во средно, што се на се 13 или 14 години од одење во училиште и тоа никако да не придонесе кон социјалниот развиток на младите и тоа да не го гледаме како школото да како институција да не врши никакво социјално образование на младите е малце искрено смешно. Точно, Александар, истото прашање и за тебе. Целосно се согласувам со тоа што кажа до сега и мене голема причина ми беше тоа што сакав да мислев дека би имал поубави прилики и боле образование во странство, али исто така мислам дека за мене лично, по лична пригазна, не се осеќав прифатен од луѓето околу мене и тоа најголема причина мислам дека беше
ради тоа што повеќе англиски знаев него македонски во периодот и многу тоа не им се свиеше на многу луѓе од основно до средно го имам усетено тоа. Да, отврлен, неприфатен и тие ствари и мислев дека ако отидам во странство би можел исто не само што би добил поубаво образование, туку исто така би можел да се запознам со луѓе кои што поубаво би ме прифатиле. И мислам дека голема причина зошто тоа се случило, знаеш, би можело едноставно само да видат дека јас сум знал повеќе англиски или други, има ова се дешава и на други деца. Да го видат тој да го прифатите, да кажете интересно, што не научиш на нас англиски додатно, не да научиме или оние пак назад македонски да ги учат. Туку испадна да има ваков конфликт, а тоа мислам многу голема причина, за да не озадам премногу на различно нешто. Ali ради националистичка перспектива ще се научени, особено од млади нозе. Различностите не се прифаќаат во Да, дефинитивно. И ова може исто така од образовен аспект да се избегне. Можат наставничките, професорите да ги учат децата дека окей, некој да знае малце повеќе него другиот. Со јазици различен да е албанец или турчин или србин, што да е, туку лично сега за етничен конфликт немам осетено дека македонец сум, али тоа дефинитивно исто се појавува. Затоа мислам дека за мене било англиски, али исто така е преку тоа што сум знал повеќе англиски, малце поразлична култура од почеток сум имал. Успоредба со нив и тоа е исто конфликт, културолошки конфликт. И затоа Добро, во општество е тоа сакав мислам да ве прашам, еве да не зборувам јас. Како го доживува тоа општество и државата, значи што се случува тука за да како се уназадува да кажем положбата на младите? Мислам дека мојата најсилна идеја кон да се промени тоа што мислам многу млади го сеќаат во моментот е да немаме достап да научиме албански. Искрено мислам дека е срамота што имаме толку национализам до степен на непризнавање на други луѓе што се различни од нас. Мислам дека тоа први почнува од јазикот, па потоа се носи кон музиката, понатаму кон културата, јадењето, обичаите, традициите, религија и сето тоа се сврзува некако. И мене ми е вистински жал што до ден денеска јас учев во средно училиште каде што пола и повеќе моите соученици беа албанци или турци што практикуваа и англиски, албански, македонски, чатпат турски. И мене ми е жал што они го знае македонскиот, а јас не го знаев албанскиот и некогаш ќе морав на да двете страни или јас со соученикот да се пречекориме на англиски, па потоа да се вратиме на македонски ако не се разбиравме на англиски и се сеќам дека извинувам се надоврзам. Има случаи значи каде што и деца албанци не знаат македонски воопшто во денешно време, во средини каде што живеат само албанци. Бидејќи и тие деца нема каде да го користат јазикот. Значи, општеството е поделено, не е национализмот само од едната страна, туку обостране. И тој се подхранува постојано. Да, се доведува до некој вид на сегрегација, дефинитивно. Да. Како да се живеат албанците и македонците во две различни општества. И не држави, само општества. Значи и по начини на поминување на слободното време и по сека за кој се делат. Се окей, ние не припаѓаме на тие две групи, ние сме на средина тие што се бориме против ова појава, ама за жал таква е состојбата. И ако може да кажам, аргумент што мене многу не ми се свији што многу македонци користате живеат во Македонија, зошто не учат македонски, зошто не знаат македонски. Примерната причина зошто се доведе до степен кај што само знаат албански и не македонски е дека не се прифатени. Јас ово општество го доживувам како длабоко одвоено. На крајот од денот и јас ако се идентификувам како македонка, тоа мене не ми дава право како доминантна култура во оваа држава јас да вршам опресија, ниту пак да имаме политички системи што вршат опресија кон други. Ако вистински ја разгледаме македонската историја од борбата на антифашизмот, од нашата генерална историја дека Македонија била културен хаб,
за развивање на идеи, нашите просветители, нашата литература, што општо се има случувано во Македонија, мислам дека ако ги прошириме нашите граници што се заглавени во тунел, мислам дека многу повеќе ќе добиеме разбирање за дека Македонија секогаш била полна со луѓе од различни етникуми и дека наместо да го носиме тој менталитет на национализам, на ексклузија и инклузија, правење внатрешна група, па надворешна група или вистински да нашите политички институции или пак политички партии да го тераат тој мит на overpopulation или албанците ќе ги има повеќе од македонци за потоа да создадат страф во луѓе за они да имаат социјални појави на таков етнонационализам што один кон фашизам. И јас тоа не го кажувам колку да го употребам зборот фашизам, но туку тоа се вистински појави на фашизам. Може само да се надоврзам. Не, тоа буквално мислиме што се појавува како Great Replacement Theory, што многу американци особено зборуваат за мексиканци, муслиманци. Иста е риториката, буквално. Кај дојде до степен кај што ќе имигрираат толку многу, кај што веќе ќе има помалку белци него кафеави луѓе. И тоа е лошо нешто или не треба да се деси. Тоа е теорија направена од контрареволуционерите против Карл Липнехт и Роза Луксембург во Германија, каде што истата таа фашистичка реторика е користена од Мусолини за да ги оправда неговата фашистичка реторика кон Италија и имигрантите што доаѓаат од таму. Да. Убаво што се надоврза на тоа и се може да најдеме и заклучок зошто се дели работничката класа всушност по тие основи. Така? Да, дефинитивно. Тема марксистичка анализа на Македонија, тоа е. Мислам дека главната тема за ако зборуваме конкретно за образование и нееднаквоста во образованието е како дури гледајќи од основно образование, како луѓе во Скопје имаат не само поквалитетно образование, туку и поголем достап кон образовниот систем и образовни институции. Можеме тоа најмногу да го видиме првено со студенти што понатаму од кога ќе завршат средно и ќе имаат слобода во нивниот живот да изберат понатаму каде они ќе сакаат да студираат или пак да ги следат своите пасии или амбиции. Они доаѓаат во Скопје бидејќи знаат дека во Скопје не само што имаат и поголем кредибилитет, туку имаат и шанса да избегнат од тие длабоко корумпирани и длабоко непроменливи системи што се присутни кај нив. Не е само, првен сакам да го потенцирам проблемот што е надвор од Скопје, бидејќи Скопје не е Македонија и не можеме да се преправаме дека е и да ги игнорираме сите делови надвор од Скопје. Сакам да се начнам дека главниот проблем што понатаму и лично ме доведе мене, нели јас да не сум во Скопје и да сум надвор од тука, е следниот. Првин го имаме ние проблемот што млади луѓе надвор од Скопје сакаат да дојдат во Скопје за да си го напреднат својот професионален живот и да ги исполнат своите амбиции. Но имаме исто така луѓе од Скопје што сваќаат дека во Скопје системот е длабоко по-лош од тоа што веруваат и луѓето од Скопје како себе си лично и Александар имаме можност да избегаме од Скопје за да ги вистински да достигнеме многу поголем врв на нашите амбиции отколку некои луѓе во Скопје. И можете да замислите како тоа е хиерархишко. Почнува за луѓе надвор од Скопје, во Скопје, но и луѓе во Скопје исто бегаат од Скопје. Дефинитивно. Класно расслоено. Да. Едноставно и не само тоа, туку и да ги гледаме проблемите на средните училишта и на основните училишта. Не може ние цел образовен систем да ни стагнира и да ни стагнира се повеќе и повеќе и ние само да седиме опуштано и да не направиме ништо или со години политичарите што ни ветувале како млади и ние да го гледаме нашиот образовен систем само како се руши. Точно, да. Александар, според тебе кои се вака проблематичните, да кажам, нешта во општеството за младите, за студентите? Има студенти што го критикуваат системот, особено во универзитети, кога мислам дека скоро многу студенти се свесни какви проблеми имаме што не добиваме доволно
пари во факултетите, нема доволно за опрема, учебниците се стари, општо системот за индекс и такви ствари. Во Словенија, во Лјубјана многу е поедноставно, целосно е дигитализирано, многу е полесно. Во Македонија тоа што е слушнато и гледано, мораш лично да одиш, да вадиш индекс, да плаќаш некои помали цени и такви ствари, многу побирократски. Али поентата ми е што овие сите се проблеми. И свесни се студентите дека се проблеми, али проблемот е што мислам многу се фрагментирани студентите. За нешто стварно да се случи, да се направи промена, треба, свесен сум дека има студентски сојузи, али од тоа што јам слушано и гледано, не се премногу ефективни. И мислам исто нешто спомна таму во прашањата како треба да бидат организирани, дали треба да бидат организирани или борбата треба да биде индивидуална. За некои предпочитат индивидуална борба. Да, дефинитивно мислам дека треба колективно да студентите се соберат, дека скоро сите имат слични или исти интереси. Нема поента сега еден индивидуалец да одреди дека нема да поддржува протест или сојуз или што да е, само дека нивните оценки се повисоки или не знам што, кои да се причините. Мислам дека не е само важно студентите да се формираат сојуз или да се соберат, или ако има повеќе членови да има. Току мислам дека е важно и да има соработка со професорите, особено на универзитетско ниво. Дека во основно и во средно училиште, можеби студентите уште не се целосно свесни за се околу нив уште се учат и се тоа, ама сепак таму треба да им биде дадено повеќе моќ или право на глас за измени, али на студентско ниво дефинитивно мислам дека луѓе се стигнати до доволно голем степен кај што се свесни дека треба да има промена и може да има промена. И затоа мислам дека важно е да се гледа системот како цела институција, не само студенти, туку мислам и професори. И мислам дека треба дефинитивно да се стреме кон поголема соработка меѓу тие две групи за да се стигне до некој вид на промена. Што треба да побарат според вас студентите, какво општество? Да се случат промени само во образованието или покорените промени во општеството? Мислам дека треба да се почне не само од универзитетско образование, туку и од најелементарно образование, за како првин децата се социализирани, како ние образовниот систем го гледаме како институција, како образовниот систем понатаму има многу голем дел игра многу голем дел во нашето саморазвивање со луѓето што понатаму ни стануваат во нашиот присутен или најблизок социјален контакт, да имаме достап кон саморазвивање, да имаме достап кон самоавтономија, не само достап, туку и самата автономија да ни е одземана секако што повеќе и повеќе растеме. Туку мислам дека општо кога сме во образовен систем не се гледа да се развија креативноста на младите. Секој наш аспект од саморазвивање или хоби е гледано да се монетизира или да се направи како работа, или добар си во сликање, ај сега ова тебе ти е работа и со ова ти ќе мораш 90% од животот да го посветиш и ништо друго за да мораш да правиш пари, за да мораш да живееш. И ние после кога влегуваме во тој циклус на работа, со работна позиција и сето тоа, многу се губи и општо љубовта со зошто сме го сакале тоа. И мислам дека е тоа генерален проблем на капиталистичко општество, каде што буквално секој наш аспект од живот и самоидентитет е монетизиран и направен парче бизнис, каде што апсолутно не се сложувам со тоа. Апсолутно не сакам да гледам понатаму млади како им е одземано нивното право да си имаат хобиња што не им се бизнис, само да уживаат работи што може да ги уживаат. И мислам дека и образованието со како го гледаме, одиш од 8 до 1 или од 8 до 2, е истиот работен циклус што е гледан во секојдневниот живот кога имаш работа после факултет, како во капитализам и капиталистичка работа. Нели, живееш за месечна плата и работиш од едно време до друго време и 8 сати и после имаш уште 8 сати од денот за самиот себе си. Мислам дека е тоа
длабоко неферски, длабоко експлоативно и длабоко само ке самото од себе ке се покаже дека не оди. Исто што сакам да се надоврзам е начинот како сме учени. Мислам дека примерно образовниот систем под нашиот капиталистички систем е наменет да спрема работници, не нешто друго. Затоа мислам дека многу и пари внесуваме колку што може, колку што сака државата, внесува пари примерно за сферите што се физика, хемија, биологија, информатика и такви ствари, а многу помалце пари внесуваат да инвестираат во образованието за humanities, како филозофија или јазик или историја, сите тие други сфери. И тоа примерно е дека хемија, физика не е профитабилна. Сакам да се надоврзам тоа што Александра кажа. 250.000 евра во природни науки не се истите како 250.000 евра во социјалните сфери или во социјалните науки. 250.000 евра не се доволни за основна лабораторија да имаат студенти што учат природни науки. Додека 250.000 евра во социјални науки се многу доволно, дури и мислам дека и многу не ги гледаме на истиот калибар што се гледано природните науки. Се согласувам со тебе дека дефинитивно тие сфери обично бараат повеќе пари ради опрема и се тоа, али сепак стига до степен кај што мисламе екстрема, каде што нема доволно пари социјалните сфери и humanity сфери. Мислиш дека средствата не се распределуваат како што треба, така да кажам. Апсолутно, и мислам дека и тоа и во Македонија е најмногу покажано. Да. Мислам дека и е срамота што едноставно многу после се чудиме зошто сите студенти одат надвор, па први немаме ние средства никакви што државата сака да ги вложи за да може први младите да имаат достап кон убаво образование. Да, исто така ради фактот што не инвестира доволно во образовниот систем, се случува каде што сега има различни Шенген листи ова за образовни системи, колку се за универзитети колку се добри, ама сепак мислам дека е очигледно каде што до толку не се внесува доволно инвестиција на нашите универзитети и поранешни системи, до степен кај што не сме ни на многу ниско лани мислам дека пред 2 години беше на 1917 место. Да. Пред 2 години беше тоа. Смешно, да. Добро, се досега зборувавме за тоа дека, нели, за проблемите со кои што се соочуваат младите во нивниот развој во ова општество и држава. И се зборувавме за дека треба да се организираат, но како да се организираат? Дали младите тука ја имаат свеста дека треба да се направи промена и како треба да се направи таа промена? Мислам дека има голем број на студенти што се свесни, но мислам дека потпаѓаат како просечниот, али секојдневниот македонец, но на тој малце премногу нихилистички менталитет, каде што сме свесни дека има проблеми не само во образованието, туку општо и во државата, економијата и секоја сфера. И ке се жалиме за тоа што е, мислам, многу важен чекор кон да се стигне до некоја видна промена, но мислам дека стигам до таму стагнираме само и после само ке се пожалиме и ке бидеме свесни дека има проблем, но после само ке се продолжиме со како е ситуацијата. И мислам дека голема причина зашто за жал не сме свесни колку стварно моќ имаме како луѓе да се собереме заедно и да кажеме дека ни е смачено од ситуацијата. Имав чест со многу да навлезам со моите колеги што се од Египет на таа тема, каде што они исто се незадоволни од нивниот образовен систем, не се задоволни од екстремизмот што се појавува во нивната држава, не се задоволни од опресијата што е вршена на нив од страна на поголеми глобални сили и не се задоволни со како нивните фамилии живеат таму, нивниот квалитет на живот исто цело време опаѓа и мислам дека тие генерални идеи и мисии, чувства и јас ги наоѓам тука во Македонија и затоа се сретнавме во сосема друга држава со истите цели кон самите себе си и кон поширокото општество. Мислам дека младите треба да прекинат да веруваат во празните ветувања на политичарите и дека или системите кои што ветуваат дека ќе ги слушаат и мислам дека нивната колективна моќ кон
барање на вистински подобро образование колективно секогаш ќе е помоќна од било што друго што некој политичар би можел да вети. Мислам дека ако студентите застанат и речат окей, ние гледаме стагнирање на образовниот систем, ние гледаме работи што едноставно не ни се допаѓаат, ние гледаме проблеми и сакаме да стигнеме до степен на развој на нашите универзитети каде што можеме да се истакнеме, сакаме да го направиме тоа, дали сакате вие со нас да соработувате, дали сакаат професорите да седнат со учениците да го развијат тоа како идеја. Не може само една страна што е институција да седи и да ги диктира термините или начините на кои што студентите учат и се развиваат. Мислам дека и студентите треба да се слушани за како они сакаат да напреднуваат и како понатаму треба да се оди кон тоа. Бидејќи мислам системот сега што го имаме во врска со високо образование и општо образование од корен лош. Дефинитивно, мислам дека стварно имаме моќ како студенти, можеме ако направиме некој вид на акција, не само да бараме нешто да се смени и после ако не се случи да се ќутиме и да си кажеме па барем пробавме, туку да застанеме и да кажеме сериозно треба нешто да се смени, да се оди ако не на протести, да се бойкотира и да се организира, да се покаже повеќе да се биде поактивно, да се зборува за вакви проблеми. Не мора и има многу студенти кои што или немаат енергија или не веруваат дека може да се направи промена, но само едноставно ти да одиш до некој што ти е или пријател или некој што не знаеш, што исто е студенти да зборувате меѓу себе дека има проблеми, треба нешто да се направи. Тоа мислам ако има нешто што да кажам што може да се направи на индивидуално ниво, мислам дека тоа е многу важно нешто. Да може и дека така се има размена на идеја, така може да се стигне до кај што доволно луѓе ќе се согласат и сватат треба да се смее нешто. И тоа. Благодарам на двајцата за гостувањето. Благодарам за разговор. Студенти, нас ни останува да ви кажеме да се организирате и да се борите против капитализмот.